Дали е во ред да се зема плата, а ништо да не се работи? Туртевски, вашите аргументи, ве молам? Јас сум човек кој што цел живот работи приватно и не можам да разберам дека некаде воопшто може да се толерира некој да прима плата, а да не работи. Меѓутоа, околу ова прашање, јас не се согласувам со господинот Мислију и со негов еден пост што имаше со сличната содржина, каде што тој отприлike го каже истото и дека ако не му се допаѓа на Пауновски, тој може да се замине од институцијата, бидејќи премиерот рекол поинаку. Пазарниот инспекторат не е собственост на Заев. Заев го нема донесено од Муртино во Скопје и тој не може да одлучува каква политика на вработување ќе има пазарниот инспекторат. Тие што учествуваат во вакви дебати, први треба да видат каков орган е пазарниот инспекторат. Тој е самостоен орган со собствен буџет и одговорното лице таму одлучува кого ќе прими на работа. Значи, нема мандат владата да му каже колку луѓе уште треба да прими на работа. Особено, нема мандат да му наметне кадри кои што не се квалификувани за таа работа. Значи, во една хиерархиски строго поставена институција, тоа по правило сега се армиите, и таму на наредба на раководител, на надреден, подредениот има право да одбие доколку се работи за кривично дело. Овде, бидејќи заменик председателот на владата по негово наоѓање му испратил 34 луѓе, од кои што мислам дека Пауновски заклучил дека 14 може да ги распореди и да ги прими на работа. Ако ги примел другите 20, јас мислам дека многу поблиску ќе бил до извршување на кривично дело, заради тоа што ќе прими во една институција која што има собствен буџет, ќе прими 20 луѓе кои што не му се потребни и не се квалификувани за вршење на позицијата во инспекторат. Инаку, полна уста ни е практично реформи на администрацијата, непартиска, професионална, и прв пат кога некој човек ќе се обиде да направи обид да прими луѓе кои што му одговараат, кои што ќе се вршат честно собствената функција и кои што ќе си ја вадат платата коректно, ние тој човек го разрешив. Ова е срам за државата.